Пендаровски му го сврте грбот на Ковачевски. За разлика од подчинувачката политика на премиерот и неговиот министер за надворешни работи во однос на нападите од Бугарија, председателот бара потцврст одговор од Македонија. Османи уште се немаше распакувано од посетата на така наречената бугарска жртва од Охрид, каде најде разбирање за наводната дискриминација на бугарите во Македонија. Пендаровски си го свика Советот за безбедност и побара владата и МНР да го прогласат бугарскиот пратеник Ангел Џамбаски, но и други бугарски државјани за персона нон грата во Македонија поради понижувањата и навредите врз македонскиот народ. Да му забранат влез во нашата земја на еден пратеник од Бугарија во Европскиот парламент и на неколку други лица, државјани на Република Бугарија, заради действијата кои порано ги преземале и се уште ги преземаат против нашата држава. Законските услови за изрекување на таква мерка постоја и порано и се уште постојат. Тоа се трите, според законот ви цитирам, закана за јавниот поредок, закана за националната безбедност или закана за меѓународните односи на Република Северна Македонија. Овој став на председателот е сосема спротивен на досегашната политика на владата на Ковачевски, која упорно одбиваше да преземе некоја мерка кон бугарските провокации, тврдејќи дека станува збор за маргиналци на кои не треба да им се оддава внимание. Во исто време представува сериозен удар врз министерот Османи, кој во скандалозно интервју за бугарската телевизија БТВ повеќе наликуваше како леснувач во спорот со Бугарија отколку на министер за надворешни работи на Македонија. Па така, наместо како министер да го осуди користењето на фашистички имиња по клубовите, тој се обраќаше во трето лице, најавувајќи дека ќе ги викнал бугарите на средба за да заедно ја разбера чувствителноста на македонскиот народ. Не мора да влегуваме во суштинска научна дебата за улогата на овие историски личности. Ако мнозинство македонци останат и се чувствуваат навредени поради тоа, дајте да бидеме сензитивни на сензитивноста на луѓето. И тука верувајте дека е ова во интерес на бугарската заедница. Го кажувам како човек кој што поминал низ вакви премрежија на консолидирање и интегрирање на заедницата. Сепак, Пендаровски се воздржа од критика на владата и отворање војна со Ковачевски, па дури и го бранеше Османи дека останал да биде вистински европеец по навредите за Македонија од страна на неговиот бугарски колега Николај Милков. Како виновник за влошување на односите со Бугарија ги прогласи русите. На тројца државјани на Бугарија им беше откажан престој. Не можам да одам во детали и не сакам бидејќи станува збор за сензитивни работи, само ќе ви кажам дека за дел од овие структури и лица се надоврзани на руската разузнавачка служба. Председателот демантира дека го свикал Советот за безбедност заради влошувањето на односите со Бугарија, но како што Алфа веќе објави, постои сериозна опасност спорот дополнително да се влоши и да има насилна ескалација на 4 февруари, за кога македонците се организираат со шатори транспаренти да го штитат гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас од така наречената инвазија на бугари, кои најавуваат дека ќе дошле масовно да го чествувале бугарскиот револуционер Делчев.